да бидат во сенка и што е можно почесто да консумираат течности, но и храната да не содржи премногу масти. Вака ветеринарите ги советуваат собствениците на домашни миленици за како најлесно да ги поднесат тропските горештини. Препорака до собствениците на домашните миленици е пред се, нивните миленици да бидат на сенка. Значи кукичка, нешто кај што нема да бидат директно изложени на овие високи температури, директно изложени на сонце. А друга работа што треба да им се обезбеди доволно чиста и питка вода за пиење во доволни количини. Понатаму во врска со врстата на животното, расата и така натаму, значи треба да им се обезбеди храна која што е соодветна према врстата на животното. Значи обично во овие високи температури полесна храна да не е премногу со јаглени хидрати и премногу со маснотии, доволно избалансирани витамини и минерали. Една од најчестите грешки што ги прават граѓаните е полевањето на своите миленици со вода. Тоа ветеринарите не го одобруваат. Еве и зошто. Па секако не треба, например, кај кучината директно со ладна вода да се плискат или да се бањаат, треба да се остават најпрви на температури кои што се, да речеме, собна температура, значи и како што реков, не директно изложени на сонце, на тој начин да се некако телото адаптира, привикне, а не директно, пошто може да неповолно да влијае по здравјето на животното, одеднаш ако загреje на тело, значи одеднаш му се полие со ладна вода. Значи не е тоа значи добар начин за третирање на животното, одеднаш да се изгледи под високи температури. На сличен начин раководителот на ветеринарскиот оддел при Штипскиот зоолошки парк Зоран Божиков се третираат и заштитуваат животните и во зоопаркот, каде најчести посетители се децата.